човекот е генерално неразумно битие во многу случаи и како неразумно битие, оној што е на власт треба да биде поразумен од оној што е неразумен. Ако е тоа така, тогаш овие образовани и високосвесни лица, кои што треба да бидат вакви, треба да ги спречат овие институции и сите нешта кои што постојат во општеството за човекот да не се убива самиот себе си духовно. Во овие конкретни обложувалници и коцкарници имаме многу примери каде што луѓето навистина си ги уништиле животите. Значи си ги уништиле до степен на тоа и самите себе да се уништат духовно и физички, значи своите домови, партнерските релации, браковите, децата да патат, значи многу луѓе да патат во едно општество. И ќе видиме огромна дупка во ваквиот систем. Човекот едноставно додека не се освести за тоа дека системот и политиката треба да биде разумна и да оди во прилог на човекот, за човекот има, ако веќе прават закони, за човекот има услови каде што нешто ќе може, нешто нема да може, а не да дозволува институции каде што ќе и бидат отворени врати за човекот духовно да се уништи. Што значи можеме да видиме дека некои нешта не се како што треба и некои нешта можеби обичниот човек не може да ги спречи од аспект на тоа сега да спречиме ние закони затоа што ја немаме таа моќ. Од друга страна имаме слободна волја да се спречиме себе си да не постигнеме по такви пороци, обложувалници, коцкарници, дрога и така натаму. Меѓутоа, некој е роден во многу нискосвесни фамилии, тажни судбини, кармички оптеретувања кои што едноставно го ставиле во животна ситуација да нема толку чувство за слободна волја и избор и едноставно го води својот живот според своите нагони, според своите моментални желби, според своите илузии најчесто, затоа што немал правилно воспитание од дома, немал водство, немал никаква поддршка во животот, можеби заглавил во многу други нешта затоа што не размислувал, бил неук и така натаму. И општеството ти нуди идеална можност за брзи пари за ти да си го доуништиш животот. Зашто го кажувам ова? Бидејќи позади коцкарниците и облажувалниците има огромна психологија. За таа психологија ќе зборуваме за кратко, меѓутоа да сумирам некои нешта. Затоа што човекот е роден во вакви услови и околности и неговата можеби судбина била таква заради неговото ниво на свесност, тоа не е важно. Важно е државата и политиката и највисоките органи во една држава да направат закони кои што ќе ги заштитат овие луѓе да не се доуништат, да им донесе можност за поправање и за подобар живот. На тој начин што ќе даде одредени програми, можеби насоки, поддршка, помош, поправни домови и така натаму, кои што ќе придонесат овие луѓе да едноставно ако заглават некаде во животот, да имаат можност некаде да дојдат да побараат бесплатна помош и поддршка, каде што тие ќе бидат на некој начин вратени на правиот колосек на животниот пат. А државата, политиката ти создава можности, значи затоа денеска во Македонија имаме на секој чекор обложувалници, коцкарници и брзи кредити, значи брзите кредити се најголемото зло кое што на овој 21 век кој што се изгради изминативе неколку години, затоа што таму најчесто одат луѓе кои што сакаат брзи пари, не размислувајќи дека за камата треба да плаќаат дупло. Значи тоа се направени брзите кредити се направени со огромна психологија за да човекот се намами да ги земе парите после долги години и месеци да плаќа сума која што е дуплирана од онаа која што е земал. Затоа се тие лесни кредити. Затоа што те намамуваат на психологија да едноставно влезеш во клопка која што ќе те докрајчи.